денес еден човек, мирен по табиет, неверен по дух, голем по идеали и скромен по практицирањето на својата животна филозофија, најверојатно во кругот на своите најблиски, на себе својствен начин, ќе го одбележеше својот 58-ми роденден, бидувајќи среќен што на својата зрелост придодава уште една година. За жал, реалноста е поинаква. Веселото момче од струмичките сокаци, гимназијарецот, правникот, верникот, семејниот човек, политичарот, заменик министерот, председателот, влюбеникот во Македонија и човекот Борис Трајковски не е веќе во суштински дел од нашето современо битесување, но без друго во тоа битесување тој остави своји неизбришливи траги. Во тоа име изградивме скромен мост и го крстивме по него, за да се знае дека Борис Трајковски имаше надареноста и човечноста да гради мостови на пријателството. Го кренавме споменикот Македонија во негова чест, за да се знае дека Борис Трајковски и Македонија се две нешта кои функционираа во своевидна љубов и симбиоза. Може да сториме така слични, неброени материјални добра, кои символично ќе зборуваат за едно осведочено постоење и делување, но всушност ништо, како да не сме сториле доколку секој струмичинец и македонец не успее да изгради паметник на Борис Трајковски во своето срце. Се разбира, тој паметник од спомени, како не делива ништо од историјата нашинска, ќе треба секој несебично да го пренесува на своите потомци. Од татко на син, од дедо на внук, од колено на колено. Споменикот треба да остане вечен и да се спротивставува на непишаниот закон на минливост, затоа што Борис Трајковски тоа без сомнение го заслужува. Во прилог на тој незаборав на неговиот живот и дело оди тврдењето дека името на Борис Трајковски е на рамништото на неистакнатите архитекти и неимари во намирот во европски и светски рамки. Таквото место го заслужи, затоа што председател Трајковски беше оригинално олицетворење на исклучително редок поклоник, поддржувач и иницијатор за изнаоѓање на разрешници дури на најгорливите прашања кои ги тиштат граѓаните на Република Македонија. Се разбира, Борис Трајковски го имаше во себе златниот универзален клуч кој ги отвара сите порти. Председателот добро знаеше познатиот испробан рецепт кој вели дека проблемите треба да се постават врз постулатите на диалог, доверба и толеранција. Се разбира при тоа, ставајќи се неретко сами од себе, и како влог, и како заложник, и како гаранција на страната на вистината, во спрега со вистинолюбивоста и безрезервната преданост на силна верба во човековата вредност, без разлика на неговата национална припадност, политичка ориентација или верска определба. Таков беше Борис Трајковски. Таков беше човекот кој не знаеше да направи резка дистанца помеѓу особеностите на председателската функција и човековите особености. Ретки се луѓето во светската историја кои доаѓале до врвот на својата државничка кариера, а при тоа знаеле да останат своји, да бидат препознатливи и да останат на истите специфики, вредности и мани, какви што ги имаше и порано. Без сомнение станува збор за ретка и чиста доблест, имуна на сите можни влијанија и опасности да биде контаминирана со неговите особености на новото време. И тогаш, кога се ракуваше со големите светски политичари, и тогаш, кога го трошеше секој атом од својата енергија за интензивирање на евроатлантските аспирации на Република Македонија, и тогаш, кога неговиот миролюбив дух спречи понатамошна ескалација на конфликтот во 2001 година, и тогаш, кога се среќаваше со обичните луѓе, работници и селени, секогаш, апсолутно секогаш, Борис остануваше Борис. И токму затоа неговиот лик и дело се етаблираа во меморијата на македонските граѓани, но фатија корени и во добрите спомени на представниците на меѓународната политичка сцена. За таквите луѓе, како што беше Борис Трајковски, велат дека и по смртта живеат вечно. Ако е така, тогаш скромните луѓе кои ја заслужиле својата безсмртност, веројатно и по смртта остануваат скромни.